Татковата љубов не познава граници. Тоа е приказната за Оливер и малечкиот Бен, кои самостојно се борат со тоа што им го постави играта на судбината. Самохраниот и пожртвуван татко Оливер со години веќе самостојно се бори и се привикнува на болеста од која боледува неговиот син. По негуспешна или пак несоодветна вакцинација, малечкиот Бен почна да ги изразува првите знаци на аутизам и за жал стравовите на неговиот татко Оливер се остварија. Малечкиот Бен бил диагностициран со аутизам уште на 4 годишна возраст. Малиов ми е роден 2013 5 март, како здраво право дете. Меѓутоа, после примањето на вакцината ММР, почнуваат да се јавуваат негативни последици кај него, почнува да се гасне полека детето и последица на таа вакцина се појави аутизам кај него. Значи, извршени се испитувања во Ману, генетски испитувања се направени. Направени се испитувања преку Синлаб, пратени се примероци од косата во Германија. Утврдено дека има многу тешки метали, алуминиум, олово, бизмут, циркониум, многу други метали кои што и многу повеќе, 2 пати или 3 пати повеќе од дозволеното. И има од германците, значи, препорака дека уствари тоа е последица на примањето на вакцина. По бројни испитувања кои биле извршени во Германија, во косата на детето биле пронајдени остатоци од огромна количина на цинк, алуминиум и олово, неколку пати поголема од дозволената граница. Со ова, поради погрешната вакцинација, односно невнимателноста на медицинските службеници. Тој исто така ни се отвори за најтешките моменти во неговото снаоѓање со малото синче. Јас го хранев постојано со хип. Знаете како со хип мора да се храни на секој сат, после да се стерилизира шишенцето, па повторно се направи ново. Значи, сите тие работи ги имав јас, хранењето на детето, облекувањето, собликувањето од неговото раѓање до сецен. Игривото и насмејано детенце се уште е во крижливата преградка на татко си, откако неговата мајка го напуштила бидејќи не можела да се сноси со тешкотијата да одгледува дете со попреченост. Таа заминала пред неколку години во Црна Гора и моментално служи затворска казна, како и казна за неплаќање алиментација. Она е условно затворски казната, се обиде и да го убие детето. Со самото раѓање на малиот воопшто не водеше грижа за него, значи одбиваше да го дои. Безбројни се овие болни моменти за кои Оливер не можеше да ни раскаже, но неговата храброст се покажува преку неговите дела. Смогнав сили, реков не се предавам, продолжуваме понатаму, се бориме. Мајка му сврте, значи, грб, не сакаше да се бори, најдобро е да се откажеш и да дигнеш раце, се предадеш, меѓутоа најтешко е да се бориш. Оливер и неговото синче нема да се откажат и да ја бараат добрината на народот за било каква поддршка, а Оливер како татко нема да се откаже додека не е неговиот син на правиот пат. Ние сме таква средина која што ги отворла, значи нашите деца со посебни потреби, се прекрасни деца. Значи нивниот свет е прекрасен. Они се толку посебно мили, посебно драги, посебно нежни, сочувствителни. Го нема тоа, знаеш, себичност, агресивност кај нив во однос на други деца кои што меѓутоа не се прифатени, отфрлени се. Тој не заборави и да се заблагодари на хуманоста на Пелистарка и ресурсниот центар кој само придонесуваат кон кревањето на свеста за децата со попреченост.